Као Какао, првиот македонски мюзикл инспириран од музиката на Владко Стефановски. Проект што уште пред премиерата се најавува како еден од најголемите културни потфати во последните години. Музика што со децении живее во колективната меморија на публиката, драмски текст на Венко Андоновски, режија на Дејан Пројковски и приказна за едно Скопје што многумина се уште го носат во себе. Што значи денес да се создаде автентичен македонски мюзикл? Како музиката на Владко Стефановски станува театарска емоција? И зошто приказната за старото Скопје отвора прашања што се важни и за денешните генерации? Во пресред на премиерата на Као Какао на 2 и 3 јуни во Македонскиот народен театар, гости во студиото на Телма се режисерот Дејан Пројковски и актерите Ања Митич и Рубен Смуратовски. Почитувани, добре дојдовте во студиото на Телма. Добре, најдобре. Ке разговараме за уметноста, за носталгијата, за генерациите и за духот на Скопје и за тоа колку не достигаат некои приказни што зборуваат со искрени емоции. Дали сте подготвени за 2 јуни? Следната седмица веќе треба да настапите пред публиката на МНТ. Да, подготвени сме. Сега сме во завршна фаза кога се занимаваме со склопување и со монтажа на целиот материјал од мюзиклот и сега всушност сме во највозбудливиот дел, кога веќе и самите ние за прв пат го гледаме целиот мюзикал. Всушност сега ги спојуваме музичките делови, кореографските, актерските парчиња. Доста технички е мюзиклот комплициран, има сериозна структура, така што сега овие денови се обединуваме, но еве последните 2 дена веќе го видовме целиот тој труд, полека ја завршуваме и таа работа и некако веќе се буди возбудата од нас од средбата со публиката, бидејќи мислам дека целиот мюзикал го правиме со идеја да биде една голема забава со публиката и актерскиот ансамбл. На пресконференцијата кога го најавивте проектот, рековте автентичен македонски мюзикл. Што го прави Као Какао на вистина наша, не само мюзикл произведен во Македонија? Она што беше интересно како се роди мюзиклот пред некои 2 години со Маја и Манде од Баги комуникации, кои што всушност и ги работат глумците пеат, зборувавме за идејата да се направи голем мюзикал во Македонија. Тоа е, би рекол, еден простор празен во нашата културна средина и долго разговаравме што треба да се направи. И стигнавме до идејата дека всушност можеби е време да направиме македонски мюзикал, а не да го одбереме полесниот пат. Полесниот пат е да се земе лиценциран светски мюзикал, кој што од старт подразбира... Нешто што кое имаме искуство веќе. Да, но одлучивме да правиме македонски мюзикал и тука тргна разговорите што е тоа што ние го имаме и кое што може да се искористи и стигнавме до Владко Стефановски и неговата музика затоа што неговата музика веќе низ годините, освен што е важна и актуелна до ден денес, некако голем дел од песните на Владко се веќе дел од културната меморија на Македонија, што е многу важно за мюзикал. Од друга страна, преработките на фолклорот, на народната музика, на начинот на кој што Владко го работи е препознатлив бренд во регионот. Тоа е нешто со кое што сите ние се гордееме кога сме надвор и всушност свативме дека ќе може да раскажеме на автентична македонска приказна со македонска музика која што ќе стане, еве веќе се покажува по огромниот интерес од регионот дека можеме да раскажеме една убава македонска приказна и она што е важно додека изминатиот период нели зборувавме што всушност се доаѓа како од музичката сцена во Македонија и дали тоа заслужува да доаѓа и да го слушаме. Овој пат имаме можност македонски производ со сериозна квалитетна музика да го презентираме во регионот, зашто веќе зборуваат и најавите. И мислам дека всушност она што е многу интересно во мюзиклот дека целата приказна е фокусирана на обичниот човек. Самата приказна зборува за соништата на секој млад човек и дека всушност дали е Скопје крајот или почетокот на светот е одлуката
која што секој од нас треба да ја донесе во самиот себе. Така што оригиналноста на мюзиклот е всушност во безкрајните совршени македонски ритмови кои што ги имаме во мюзиклот, кои што се препознатливи во нашата музика, и од друга страна мислам дека ќе ги видиме македонските актери колку совршено можат да глумат и да пеат во спој, што е исто така многу важно, бидејќи низ годините многу често забораваме дека една од најважните работи во македонската култура се нашите актери, кои што јас работам доста во регионот и убеден сум дека и тоа како имаме што да покажеме со нив. Еве, актерите да ги чуеме, може кога велите Владко Стефановски бил вистинскиот избор, може би со актерите кога сте правеле кастинг, Ања Митич е едно од имињата, носечките улоги во мюзиклот од помладата генерација актерка и Скопјанка, која има 2 факултети, музичка академија и драмски факултет за драмски уметности, може би совршен спој за мюзикл. Меѓутоа, јас би сакал да ги прашам и Ања и Рубенс на почетокот, како од перспективата на Скопјани, двајца Скопјани од различни генерации, изгледа денешно Скопје. Дали сме почетокот или крајот на светот? Би требало да сме и почетокот и крајот. Тогаш би го почитували и би си го сакале Скопје. Меѓутоа, за да биде почеток и крај, значи да ти биде се, твојот град, треба да го пазиш, ама да го внимаваш вистински, да не фрлаш и така натака, меѓутоа и да си ја негуваш, да се потсеќаш на приказните со кои што си растел. А еден огромен дел од нашата приказна како Скопјани, и не само како Скопјани, Владко не е само човек од Тафталиџе, туку Владко е многу поширок, не само и од Македонија е поширок. Така што треба да ги прераскажуваме неговите приказни, она што го оставил тој, затоа што е реално квалитетно. Има една многу важна реплика кој што мојот лик во представата мюзиклот, како да ја кажам, мюзикл. Мюзикл е исклучително тешко да се работи, на вистина, прв пат работам во живот. Најважната реплика според мене е дека за да се роди пеперутката, мора да умре најнапред гасеницата. Прво треба да умре она што ползи, за да се роди тоа што лета. Ниту Владко, ниту Дејан, ниту Ања, ниту Рубенс, ниту никој од нас тука не би бил тоа што е, да речеме, ако најнапред не умрела таа гасеница во нас. Сега колку можеме да летаме, тоа повторно зависи од нас и од други некои работи, меѓутоа ние се надевам, почнавме да летаме со мюзиклот, барем гледајќи овие последни неколку споеви, неколку прогони што ги имавме последниве денови. Да чуеме и Јања како актерка од помлада генерација влегува во вака голем проект, со какви чувства и со какви очекувања, а потоа ќе се навратиме на пеперутката, бидејќи утринската тема во утринската програма на Телма денеска беше за пеперутката. Да, со голема возбуда, мислам да се работи мюзикл е стварно, може би не бев ни свесна колку комплексна и захтевна работа, бидејќи сум имала прилика, нели, сум пеела само или сум глумела, но сега спојот плюс танцувањето, значи не бев лично свесна колку е уствари тешко да се координираш себе си во однос на танцување, пеење и глумење во ист момент. И сега сум многу среќна бидејќи полека ми станува сето тоа органски. Затоа што имаше моменти кај што не можам да размислувам, пример, еве, глумам, пеам и играм, не можам доволно да се координирам себе си, да размислувам на двете работи доволно за да биде тоа добро, затоа што секогаш ми е повеќе фокусот на едно. И со текот на работата, со текот на пробите, вежбањето, убаво е на крај кога ќе сватиш дека ова може да биде и убаво и да има задоволство во тоа, да не е, нели, да не е размислување што и како треба да направам во моментот. Исто така тука и дополнително сцените кои што ни се глумачки, Дејан ни дава навистина
голем простор да се забавуваме, да ги правиме улогите низ импровизации, да смислуваме работи на лице место, на пробите кои што нели после ги усвојуваме и ги, да речам, уточнуваме, но многу работи да произлезат од моментот, од забавата и забавата на пробата едноставно. Еве Рубенс вели една од омилените репликата за пеперутката. Ако добро се сеќавам, професорот Венко Андоновски, кога бил гостин во оваа емисија, ми го цитирал академикот Луан Старова со таа приказна за пеперутката, која е и носечка линија, веројатно, на приказната сега. Автор е, нели, на мюзиклот, да. На текстот е Венко Андоновски, професорот. Па да, тоа што малку на почетокот го кажавме, самата приказна на мюзиклот е приказна за една група на млади луѓе кои што се обидуваат да свирејќи од покривот на една барака во Тафталиџе да стигнат да свират на покривот на светот. Всушност самиот мюзикал како главна порака би рекол дека ја носи идејата дека човек треба да сонува и да има своји соништа, од друга страна треба да има доволно сила и храброст за да ги оствари соништата. Соништата не се остваруваат на сите што сонуваат. Соништата се остваруваат на храбрите, на оние кои што имаат доволно сила да се изборат, односно тука е метафората, нели, на Венко, на секој што верува дека гасеницата може да биде пеперутка и да лета, а стравот од летање е секогаш во главата, како што вели ликот на Рубенс. Мислам дека една многу универзална приказна, од друга страна многу, би рекол, многу важна за сите нас, бидејќи и примерот на Владко Стефановски, на голем број на уметници од Македонија покажува дека всушност е многу важно како да се верува во себе и како да се создаде универзален јазик, а да се раскажуваат своите личните приказни, бидејќи во овој голем сега свет каде што со интернетот веќе границите се неважни, каде што сме во една масовна култура, мислам дека е многу важно всушност да го најде човек начинот како своите приказни да ги раскажува само на современ сценски јазик, односно на јазик кој што ќе комуницира со сите, и мислам дека пеперутката некако стана многу важен лајт мотив во сите нас, бидејќи Хамлет вели да се биде или не е прашањето, но мислам дека прашањето на нашата генерација сега е да се биде или да се биде, односно да се верува и да се биде. Мислам дека немаме време да се занимаваме дали да се биде или не, него прашањето е како да се биде. А кога велам да се биде, тоа значи, тоа и во мюзиклот се занимаваме, дека големите идеи за животот, кога ги зборуваме, всушност забораваме дека смислата на животот е во секојдневните обичните работи, во среќата, во радоста, или кога ќе го изговориме зборот љубов, дали се знаеме позади тие зборови што е суштината. Некако мюзиклот се обидува да не потсети на тоа, да не освести, се разбира низ една многу забавна форма во структурата на мюзикл. И кога на една ваква убава мотивирачка приказна за пеперутката како метафора, ќе се додаде музиката на Владко Стефановски, колку беше ризично да се работи со музика што публиката веќе емотивно ја поседува. Луѓето имаат свои спомени, свои слики за песните на Владко Стефановски. Барем онаа генерација која ги памети. 86-87 е создаден албумот Као Какао. Тогаш се издадени, тогаш станаа тие песни хитови. Луѓето таа генерација ги препознаваат се уште и со радост веројатно ги пеат. И сега кога една таква музика со децении живее низ колективната меморија на публиката, таа треба да се вметне во нешто што е современо и во една таква мотивирачка приказна. И колку беше тоа споена генерации и на актери и на се. Ризик, предизвик или? Мислам дека на почеток тоа е добар рецепт за успех, бидејќи еден мюзикал
пред се прво дали ќе биде добар или лош, тука зависи многу музиката. Не случајно и мама ми е работен по музиката на Аба и така натаму. Имаме доста, да кажем, употребивме еден од познатите рецепти за хит мюзикал. Ризикот постои секогаш, но ако нема ризик, човек не може да направи добра работа. Јас сите мои важни представи што сум ги правил во кариерата, тие секогаш можат да бидат добри само ако се оди со големо количество на ризик, бидејќи ризикот значи во процесот на создавање да не се занимаваш што резултатот, него тоа што го каже Јања. Да кажеме, ние мораме да немаме стрес од резултатот, што ќе биде, а да има многу забава, многу радост на пробата за да ги создаваме работите. При тоа, во мюзиклот ќе види публиката, имаме и доста храбри решенија кои што се надвор од стандардот на мюзикал. Ние сите се собравме и тргнавме да го правиме нашата дефиниција за мюзикал и мислам дека е тоа многу важно. И она што би сакал да го потенцирам, зошто се покажа и музиката на Владко дека е добар рецепт. Ние после премиерните изведби и репризите во Скопје го затвараме Будваград, театар фестивалот во Црна Гора, тој е еден од најважните фестивали во регионот, го затвараме Охридско лето, но она што е многу поважно, што на втори и трети на премиерите доаѓаат големи новинарски имиња од регионот. Тоа многу ретко се случува на самата премиера регионот да има толку голем интерес и веќе регионот, големите центри како Белград, Загреб, Љубљана, уште од сега да преговараат за некаква можна голема турнеја и мене тоа всушност ме прави многу среќен, бидејќи проектот ќе овозможи една промоција на едни прекрасни млади актери, благодарение на докажаните, реномираните како Рувенс и останатите кои што се како поддршка. И би сакал нешто интересно да кажам кратко зошто е интересна работа за мюзиклот. Тој, освен поддршката од Министерството за култура, определени големи компании кои што го спонзорираја, мислам дека после долги години за прв пат во мюзиклот има два-тројца луѓе кои што се мецени, кои што го поддржаа мюзиклот без идеја за нивна само промоција. И тоа е всушност многу важно, бидејќи овој мюзикал исто така покажа дека може да се најде патот помеѓу компаниите кои што сепак влегуваат во овој проект свесни за општествената одговорност, бидејќи помагаат да се создаде нешто важно кое што не подсетува на вредностите на нашата колективна културна меморија. Дали како актери ансамбл обединети од повеќе институции, од повеќе театри, создавајќи ја представата овој мюзикал, откривте нешто за Скопје што досега не сте го знаеле? Бидејќи Пројковски на пресконференцијата рече, мюзиклот зборува за старото Скопје што ни недостига. Мислам дека така точно ве цитирам. Дали денеска кога зборуваме со носталгија за некој Скопје, повеќе жалиме за тие некогашни фасади или за некој загубен дух, за некои загубени вредности? Веројатно за загубениот дух. Фасадите се минлива категорија, може да се сменат со волја од ово или од оно. Духот е она. Мене ми фали слободата која што имав јас како млад човек во Скопје. Значи не беше побезбеден град, беше по-емпатичен град. Веќе Скопје не е таков град. Тоа е она што мене лично да речеме. Питомоста на она става. Питомоста. Мене ми пречи тоа што мора моите деца да ми се јавуваат кога тргаат од дома, па треба да поминат 2 улици за да отидат до училиште и да ми се јават, да бидам сигурен, затоа што се приморани да одат по улица. Оти емпатичноста на овој народ тука што живее во Скопје, ја нема, исчезна и едноставно автомобилите се паркирани на тротоар. Ми фали тоа. Јас одев од кисела вода до овој простор овде каде што беше старата телевизија и немаше телефони, немаше ништо. Не се секираа моите родители дали безбедно ќе стасам до овде, затоа што едноставно народот беше таков, беше
питом, беше. Сега во тоа време имаш и булки крешините. Точно така. Сега крешините има обраснати со треви, со трња. Ние со Дејан Пројковски ова ми е 9-та израчунавме пред некој ден представа. Пред, значи, 7-та представа ни беше Падот на Масада, во кое што баш зборувавме за оваа слична работа. Она што да видиме човек на улица и е денес легнат, нема да застанеме да му помогнеме, туку ќе го прескочиме и можеби дури со мобилен ќе го снимаме. Или ќе го згаздаме. И ќе го пуштиме на социјални медиуми. Тоа е она што мене ми фали од она Скопје порано. Да, ми фали ноќниот живот, веќе нема таков ноќен живот, ама си велам па можеби сум постар па не излегувам толку. Може Ања треба да се жали за таа работа. Добро, ова Скопје за која зборувате вие, можеби Дејан Пројковски да се сеќава и јас и го делам вашиот впечаток. Меѓутоа кога станува збор за актерите од помладата генерација, тие не го паметат, не го познаваат Скопје од оваа генерација и веројатно тука беше исто така предизвик да се направи тој спој, актери од помлада генерација да зборуваат, да играат во мюзикл кој референцира на Скопје од тоа време. Па мислам дека секоја генерација, нели, има нешто кое ќе изминат одреден број на години, на кој што се сеќава и недостасува. Јас лично сум израсната и во семејство и мислам дека и се уште не знам како е денешните млади генерации, но мислам дека се уште постои тоа едно воспитување кај нас, начин на воспитување да се зборува за тоа како било, да се раскажува, да се потсетуваме на некои вредности што изминале, кои што можеби ние не сме ги сведочеле, но на некој начин и се блиски. Мене од секогаш од дете ми биле многу блиски песните на Владко. Затоа што се слушале дома, затоа што се слушале секаде. И не ми е нешто кое што го чувствувам толку страно и далечно. Да, убаво е кога ќе се слушне, нели, нешто што ние сме го немале во нашата генерација, но верувам дека и денешната млада генерација да се запраша, кога би се запрашала, би им фалело нешто што ние би им го раскажале. Сега, јас имам 30 години, но сепак мислам дека сум една генерација која што е помеѓу, нели, да речам, која што може да направи спој на постарата и сосема младата генерација која што е. Убаво е кога, мислам дека ние младите што сме во екипата многу влеговме, многу лесно и мислам во позитивна смисла го прифативме. Ја прифативме приказната, ги прифативме ликовите и не го размислуваме на нив како на нешто што се случувало и некое Скопје кое што ние не сме го сведочеле, него нешто во кое што можеме да влеземе и да најдеме ние нешто ново во тоа и да си создадеме ние приказна, нели, за тоа како замислуваме дека изгледа. Еве Рубенс кој на пресконференцијата рече дека Као Какао е саундтрак на една, односно така рече музиката на Владко Стефановски е саундтрак на една генерација. Па е, апсолутно. И кажа зошто го сакаш, зошто ти недостига тоа Скопје од тоа време. Ања, што е сега убаво во Скопје за вас, за оваа генерација вашата? Скопје е убаво, ние го сакаме такво како што е, затоа што е добро во градот. Затоа што ми е многу убаво кога ќе се прошетам покрај Кеј, ќе седнам на клупа и ќе гледам во Вардар, особено во лето ми е тоа една. Просто е моје градот, наше град. Ние го сакаме по дефолт. Мислам дека Ања извини дека старото Скопје за кој што зборуваме ние го бараме Скопје од песната на Владко. Ајде на здравје Скопје. Така? Таа песна точно зборува за духот на старото Скопје. Има Горан Стефановски еден прекрасен монолог кој кога зборува, вели, кога поминуваш по камениот мост, дали се сеќаваш кој се бил и што се случило на тој камен мост. Еве, јас да ви кажам како човек кој што е роден во Битола, дека што е денес убавото на Скопје. Убавото и прв пат кога сум дошол, одлучил да живеам и денес убавото се луѓето и духот. Во всушност, понекогаш паѓаме во замката и не треба да го доживуваме градот како на социјалните мрежи кога создаваме амбалажа, лажна слика за самите нас, не се занимаваме со суштината. Мислам дека Скопје постојано треба да се занимава со суштината.
а времето само ја менува амбалажата на истото чоколадо. И мислам дека всушност мюзиклот Као Какао некако зборува за тоа. Оти да се вратат старите времиња, дали се подобри или полоши, не, времињата треба се вистински. Да тие се вистински кога луѓето имаат емпатија и кога всушност ако сите ние сега како генерација се занимаваме, како што велат кинезите, дека ќе засадиме дрво, од чија што сенка ќе седат следните генерации. Можеби тоа според мене е некако вака она што е многу важно сите да го имаме, дека всушност се зависи од самите нас, грижата, љубовта, свесноста и духот, нели? Радоста, да се најде смислата на се најде сега од роден човек од Битола да го фали поиќе Скопје. Меѓутоа се шалам. Меѓутоа идејата е дека веројатно како она приказната која што ја кажа пред некое време, јас за баба ја знам, 93 годишна во Босна, кога ја прашале кога ти беше сега Босна слободна и така, на кога ти беше него, па за време на Првата светска војна. Како там убиства, чуда. 18 имав. И јас затоа многу си го сакам тогаш Скопје кога имав 18 години. Се шалам, духот е вистина убавото во градов, иако имаме се и се што се испостучило, што се расипало, што се уништило, меѓутоа сепак Скопје ќе ги надживее сите идиотштини што ќе ни се случуваат, како што и Македонија ќе ги надживее, се надевам. И само тоа сакам да додам, затоа што имаме спомени во овој град, затоа што е сега кога кажа камени мост, јас сега се сетив, сум заборавила за тоа кога беше жолтата метална ограда. Кога мајка ми викала како дете не иди таму толку блиску, кога сум одела на кај музичко. И тоа се, нели, буквално секој ќе оше во градот има некој спомен, заради тоа го сакаме. Видете, една важна работа е земјотресот во Скопје, каде што Скопје после тоа станува град на солидарност. Клучниот збор кој што треба да го запомниме сите. Солидарноста е. Добро и во сепак да се навратиме на она што сите го чувствуваме, дека живееме во едно време и во општество со загубени вредности, со пат на моралните вредности и на оние вредности на кои сме учеле. Колку тука музиката, не само културата, театарската игра, специфично музиката и тоа музиката со избран автор кој денес е жив, односно жива легенда или како го нарекува Венко Андоновски, светскиот гитарист од Тафталиџи или како рече човек епоха, кога е автор на музиката, може да ги чува, да биде еден штитник на тие вредности стари или да биде браник од ова општество во кое живееме, а кое сите не го сакаме, ама сите на некој начин сме дел од тоа. Јас мислам дека е многу важно, еве да речеме, ние сега како генерација и следната во уметноста да сме свесни да ги вреднуваме работите што се случуваат, некои да ги вадиме од фиока што се заборавени. Не е тоа со музиката на Владко, но да кажеме ние сигурно имаме еден куп важни вредни работи што се затворени и заборавени во некакви фиоки и секоја генерација мора да биде свесна дека треба да ги пронаоѓа работите, да ги вреднува и да ги конектира со новата генерација. И уште една важна работа, ги споменав пред малку компаниите кои што нас ни помогнаа. Исто така е многу важно дали е секогаш најважно само просто да се инвестира во некаков концерт кој што нема никакви уметнички вредности или некогаш е важно како компанија да се биде дел од создавањето на нешто што е важно во уметноста, бидејќи уметноста е секогаш, поготово театарот е огледало на животот. И ако ни се допаѓа или не ни се допаѓа тоа лице, всушност тоа е нашето лице како општество, бидејќи театарот е како огледалата во циркус, тој го искривува, сликата и всушност понекогаш за жал покажува зошто принцот е само жаба. И публиката кога ги си замина по премиерите на 2 и 3, односно по репризите, прикажувањата на 11 и 12 јуни, какво чувство ќе излезат од салата, од МНТ, дали ќе има чувство на носталгија, на меланхолија, на некоја тага за некое загубено време или надеж, бидејќи рековте станува збор за приказна
која треба да мотивира дека и луѓе од Тафталиџа можат да стигнат до светска слава. Нешто што наликува и на биографијата на Владко Стефановски. Го направивме со идеја за многу радост и многу забава. И всушност мюзиклот ги отвора некои интересни прашања, ама тие одговорите се за секој во публиката. А јас знам што прво ќе си кажат после мюзиклот, дека треба да дојдат уште еднаш да се забавуваат со нас. Дај Боже да е така. Да, надеж, веројатно би требало надеж, или барем јас би сакал надеж, со надеж да излезат. Затоа што на вистина секоја, и тоа е и приказната во мюзиклот, едно дете кое што сонува да има концерт во Лондон од Тафталиџа и тоа да му се реално му се случи со многу мака, со многу труд. Да, сакам да кажам една реченица на Рубенс. Ние како екипа не сме попаметни од публиката, ниту знаеме повеќе за старото Скопје, но наша задача е во точен момент да збориме за точните теми кои што ќе бидат интересни за публиката и за сите нас. Јас би сакала само уште нешто да додадам. Има некоја топлина која што ја чувствуваме како екипа, една возбуда, на вистина. Мислам, еве кога гледам на пробите помеѓу сите нас, значи јас кога ќе дојам од Сабајле на проба, јас имам потреба да отидам секој еден да го поздравам, да го гушнам. Едноставно има една таква енергија во екипата. Многу се забавуваме на пробите. Не ни е тешко. Сега, например, овие последни денови се завршни и имаме долги проби, кои што на моменти сме уморни, гладни, ама навистина ништо од тоа не ни е тешко затоа што ни е убаво. И јас се надевам дека публиката ќе го види и ќе го почувствува тоа. И мене би било многу драго ако излезе со едно чувство и со една возбуда која што ние имаме додека играме, глумиме, пееме. Представата ќе биде оноку добра колку што сме ние добри. Тоа е апсолутно најточно. Кога ги гледам песните од албумот Као Какао, веројатно се тие истите. Може би додадени некои други кои се избрани. Поголем избор. Во мюзиклот има прилика сат и 40 музика. Добро. За мене лично тоа представуваше некој вид на љубовно писмо до Скопје. Зборувам за песните од Као Какао или еден вид како да читам, да листам еден стар дневник кој е пишуван во некое друго време. А вие велите забава, радост, надеж. Дали сепак испраќа мюзиклот и порака дека не смееме да заборавиме кои сме? Така е, апсолутно. Ако го заборавиме Владко, шо има? Ако го заборавиме Владко, ако го заборавиме Венко, ако го заборавиме Пројковски, Унковски, Милчин, Љубиша и така натаму што ќе ни остане нас. Мислам дека се додека зборуваме за вредностите на старото Скопје, кои што сите сме се согласиле дека се големи и важни, се дотегаш ќе биде мюзиклот забавен и ќе носи многу среќа, затоа што просто треба да се споделуваат тие вредности, а мислам дека она што е исто така многу важно, дека мюзиклот прави сега една друга перцепција. Има музиката на Владко има спој сега со едни нови генерации кои што сега имаат своја различна приказна за песните на Владко и како тие ги доживуваат, но она што е исто така многу важно е дека Венко Андоновски има напишана една многу интересна драмска структура која што ќе ги отвори овие сите теми кои што ги зборував. Добри, за крај едно прашање, какво чувство имате дека денес ни недостига повеќе култура, повеќе вакви мюзикли, повеќе вакви големи проекти или повеќе заедништво? Културата се прави заедно. И едното и другото, веројатно. Заедништвото е прво, веројатно, ама под заедништво јас барем подразбирам малку повеќе да го сакаме градот свој, ама реално да го сакаме, не со јас го сакам градот, туку реално да го сакам. И култура која што ќе прераскажува стари приказни за да се потсеќаме и ќе раскажува нови приказни кои што потоа следните генерации би требало пак да ги прераскажува. Оти кој би ги прераскажувал нашите приказни ако не ние? Ања Рубенс, Дејан, ви благодарам многу за гостувањето и учеството во денешното издание, да се кажеме. Ви посакувам многу голем успех и на домашната сцена и регионално, бидејќи веќе добивате
покани. Благодариме. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете на Телма и имајте убав ден. Следуваат програми